Од утре почнува проверката на податоците во избирачкиот список за спроведување на референдумот на 30 септември. Увидот ќе трае до 23 август до полноќ. ДИК ги повикува граѓаните да ги проверат податоците во избирачкиот список и доколку сметаат дека е потребно да побараат измена, дополнување или бришење на податоците во него. Барањата за измена, дополнување или бришење на податоците во избирачкиот список граѓаните ги поднесуваат во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, додека државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство го поднесуваат по електронска пошта до ДИК. Од денот на започнувањето на увидот до неговото завршување, државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство можат да достават пријава својрачно потпишана до дипломатско-конзуларните представништва или испратена по електронски пат преку веб апликацијата на ДИК. Пријавата дипломатско-конзуларните представништва, односно конзуларните канцеларии во рок од 2 дена по завршување на увидот треба да ги достават електронски до МНР, а МНР пак најдоцна до 27 август треба да ја извести ДИК. Инаку дијаспората за референдумското прашање ќе се изјасни на 29 септември. ДИК по барање и пријава на граѓани е должен да одлучи со решение во рок од 48 часа од денот на приемот на барањето. Доколку биде донесено решение со кое се одбива барањето, граѓанинот во рок од 24 часа од приемот на решението може да поднесе тужба до Врховниот суд. Тој пак во рок од 24 часа по приемот на тужбата и одлуката веднаш му ја доставува на тужителот по електронски пат. Избирачкиот список што е ставен на јавен увид е во состојба на податоци на граѓаните кои заклучно со 30 септември 2018 година станале полнолетни.